Почитувани гледачи, добро вечер, 21 часот и 30 минути, термин резервиран за дебатната емисија Клик Плюс на телевизија 21. Панамските документи најсилно досега го свртеа вниманието на јавноста за можните финансиски злоупотреби на моќните и богатите во светот. Дали на мапата на панамската адвокатска фирма има и државјани на Македонија, дали инвестициите што доаѓаат во земјава од офшор компаниите се легални? Ова се само дел од прашањата на кои вечерва ќе дебатираат моите гости Сашка Цветковска, новинар во порталот Нова ТВ. Добро вечер, Сашка. Ване Цветанов, добро вечер и за вас. Универзитетскиот професор од УКИМ Кирил и Методи, професорот Ванчо Зунов и аналитичарот Суат Мисини, добро вечер и за вас. Добро вечер. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Клик Плюс. Професоре, ќе почнам од вас. Може ли да ни објасните што е всушност тоа панамски документи? Добро вечер на гледачите, добро вечер и на вас и фала за поканата. Благодарам за поканата. Не сум учествувал до сега, не сум гостувал на оваа телевизија. Драго ми е што ме поканивте. Убаво е. Право, само напред. Честитки и добри желби од мене. За да може да одговориме на прашањето панамски документи, фактички ние мора да направиме малце по-долго објаснување, бидејќи тоа е еден само поим и тоа сега најнов поим за една работа што е иначе во светот многу стара. Ние сега се запознаваме како општество со таквите поими и офшор компании или даночни раеви, држави кои се даночни раеви и други термини кои што ќе ги употребуваме во емисијата. Меѓутоа тоа е нешто што е многу старо, дури и од бајките познато. Ако сака да направам многу далека дигресија, претпоставам гледачите да знаат приказката за Али Баба и 40 разбойници кои што имале некоја скриена пештера во која никој не може да влезе, освен оној што ги знае волшебните зборови, се заме отвори се. И од тука натаму целата историја на човештвото е на мистичен начин, намерно мистифициран начин, проткаена со приказки, недоволно откриени сознанија, повторувам намерно, за тоа каде богатите луѓе ги чуваат своите пари, особено кога сакат да ги скријат од останатите. Правите аналогија со приказната за Али Баба? Со сите приказки кои што ги знаеме. За разни во средновековието замоци или дупки и пештери во кои што чувале пари за да не ги најдат тие кои што сакат да ги земат. Во современо време ние немаме потреба веќе да имаме такви пештери или замоци. Денес во дигитална ера и во држави кои што се базираат на правни држави, тоа се така наречени држави даночни раеви, во кои што инвестираат за да се скријат имињата на собствениците компании кои што ги викаме офшор. Или така се нарекуваат. Ние немаме свој термин. Што значи само поимот офшор? Значи, тоа е намерно одбрана компанија која што инвестира во место кое што е надвор од територијата на државата, бидејќи на нејзина територија владеат законите, судовите и тука парите мора да бидат познати и оданочени. На тие зафрлени места, кои што се далеку од традиционално далеку од местото од државата кај што живеат сите останати, инвестираат компании кои што се скришни. Видете, целата оваа работа од секогаш и денес останала во тајна. Зошто мора да е скриено? Тоа е прашањето, професоре. Заради различни причини, кои што на крај се сведуваат на една иста. Да се скријат парите од очите на другите, на љубоморните, на љубопитните или на даночниците. Оние што сакаат да ти земат данок. Тоа е кратко. Тие што имаат пари, не сакаат секој да има увид во нивните пари. Или да може да ги оданочи толку колку треба. И од тука, од секогаш постоело тоа, барање кај луѓето како да ги скриеме парите негде кај што никој нема да ги гледа. Во денешно време, тоа се овие разни држави во светот кои што постојат, кои што стануваат специјализирани со тек на време да ги привлекуваат таквите богати луѓе кои што сакаат да ги скријат парите, преку инвестирање во тајновити компании кои што се викаат офшор, со еден збор, офшор компании. И мотивите се малку слични, меѓутоа се разликуваат. Во овие западни држави, богати, од секојаш капиталистички држави, првиот и најбитен мотив кај нив не е толку да се скрие името на собственикот, туку да се избегне оданочувањето. Бидејќи тие, за разлика од тоа што ние го знаеме кај нас, дека капитализмот значи рамно оданочување со една иста стапка,
Тие сите држави имаат така наречено прогресивно, скалесто оданочување. И тоа значи, оние луѓе што имаат многу пари, плаќаат многу повеќе данок по многу повисока стапка. 50%, 70% во некои држави. И сега нормална е мотивацијата на оние луѓе што имаат многу пари и големи приходи, дали можат да најдат место каде што тоа ќе го избегнат. Да ги стават парите во држава, во некое седиште, юрисдикција некоја правна го викат правниците, каде што нема да бидат оданочени со толкава голема стапка, со ниска стапка ќе бидат оданочени, големиот дел ќе им остане, а они ќе можат преку банкарски сметки да ги користат тие пари каде сакаат на светот. Кај нас не е таа мотивацијата, мислам и за Македонија и уопште за овој Балкан, па дури и за овие порано социјалистички земји, бидејќи ние имаме ниски даноци, релативно ниски даноци, од 10% е, мислам и во даночни рајови е 10%. Така да кај нас не е бегањето од данок, кај нас е бегањето од транспарентноста, од обелоденувањето кој е собственик на парите, за да не го прашаме за потеклото на имотот. Да не се отвори таква истрага. Тоа е посилен мотив. И секако тука има и други некои мотиви, луѓе сакаат да скријат пари за да останат за некои идни поколенија или било што, меѓутоа таа е целата суштина на приказката. Како да се скријат парите, да не подлежат на законските прописи за оданочување или потекло на имот или нешто слично, а да му бидат на располагање на оној кој што е нивни сопствени. Тоа ќе биде убав вовез за следното прашање, меѓутоа дозволете ми прво, почитувани гледачи, да го најавам ексклузивно интервјуто што еден од истражувачите на Панама документите го даде за телевизија 21, тоа е Миранда Патруцич, новинар од Сараево, истражувач кој веќе повеќе од 10 години работи на сите светски скандали, така како може да се каже, откриени. Да го погледнеме интервјуто, па се враќаме во студиото. Добро вечер и добре дојде во дебатната емисија Клик Плюс на телевизија 21. Ти си една од новинарите што е дел од Интернационалниот конзорциум на истражувачки новинари и една од новинарите што работеше на светската мега афера што е во моментов актуелна Панама документи. Кажи ни како една млада девојка веќе 10 години е дел од ваква голема организација? Јас сум веќе дуги низ година члан Меѓународног конзорција истраживачких новинара, као и читав низ новинара из моја организација, dakle Organized Crime and Corruption Reporting Project. Mi smo radili zajedno na čitavom nizu istraživanja, uključujući istragu oko šverca cigareta u svijetu, zatim smo radili zajedno na projektu oko uzgoja tuna, radili smo na Swiss Leaks zajedno i naravno bilo je sasvim prirodno da kada su došli do dokumenta u Panama Papers da pozovu i nas da se uključimo. Znači, mi prvi put smo o tome razgovarali na proljeće prošle godine, tokom jednog sastanka, mislim da sam tad bila s njima ili u Majamiju ili negdje drugo je bio sastanak u Americi. Nakon toga smo se još više puta sastali, imali smo pristup svim podacima od samog početka. Миранда, кажи ни како течеше истражувањето со оглед што станува збор за огромен број на новинари на светско ниво. Дали можеби имавте притисок или можеби закани од светските мокници што ги истражувавте? Kada smo saznali za projekat, ICIJ je preuzeo obavezu na sebe da sve dokumente uploaduje na sigurno mjesto i da omogući pristup svim novinarima koji su bili učesnici u projektu tim podacima. Tako smo i mi dobili dakle, naše pristupne podatke, dobili smo dakle, pristup sistemu putem kojeg smo razmjenjivali sve informacije i sva saznanja do kojih smo dolazili. Znači, jedna od fascinantnih stvari oko ovog projekta je to da niko, dakle, za čitavu godinu koliko je trajao istraživanje, izvan ljudi koji su direktno radili na projektu nije saznao, dakle, da postoje ovi podaci i da mi uopšte radimo. Znači, vi tu imate 100 medijskih organizacija i gotovo 400 novinara. Jedan od razloga je naravno što je ICIJ kada je birao partnera na ovom projektu birao ljude sa kojima ili ranije radio ili su dakle, imali već uspostavljene dobre veze i znali su da si možemo, svi su znali da si međusobno možemo vjerovati do kraja. I stvarno svi su se partneri pridržavali pravila, dakle pravila su bila striktna, recimo unutar naše organizacije
koja broji znači, više od 100 novinara sa kojima surađujemo. Samo mali broj novinara je stvarno znao na čemu se radi i da uopšte mi radimo oko toga. Znači ja kada sam im dobila pristup podacima sam se obavezala da neću ni sa kim dijeliti dakle, pristup, da neću nikome govoriti šta je to na čemu ja radim. Znači nismo kontaktirali nikoga sve do krajnjeg roka, dakle u zadnjih mjesec dana pred objavu smo uopšte kontaktirali ljude kako bi dobili njihov komentar dakle, na naše nalaze i svi smo se vrlo strogo pridržavali tih pravila. Miranda, kaži mi kako uspijavte da stignete do toliko dobro čuvani tajni? Kako je Süddeutsche Zeitung došao do dokumenta, dakle ne znamo ni mi sami. Sve što znamo je, kao i ono što je poznato, dakle da im se javio anonimni izvor. Anonimni izvor im nije rekao na koji način je on došao ili ona došla do podataka. Süddeutsche Zeitung je zatim pristupio Međunarodnom konzorciju istraživačkih novinara, dao im je sve podatke i onda su oni to podijelili dalje sa nama. Miranda, во јавноста се шират најразлични информации, па еве од прва рака кажете ни како решивте дека ова е вистинското време да ги објавите резултатите од истражувањето со оглед на тоа што и вашата организација OCRP, но и конзорциумот на истражувачки новинари кажа дека ова не е се листите со мокиници што имат офшор компании во Панама, дури до прва ќе бидат откриени некаде во мајчинам, рековте. Vezano za sam termin objave priča, dakle to je nešto što je bilo ugovoreno još od prošle godine. Znači, mi smo imali nekoliko sastanaka gdje bi se medijski partneri okupili i razgovarali o ključnim nalazima istraživanja kao i datumima objave zato što dakle, imali na projektu radio čitav niz televizijskih stanica koje su dakle, morale zakazati tačan termin emitiranja. Mi smo svi morali znati tačan datum kada će se ići u objavu zato što kad imate 100 organizacija, dakle vrlo je teško naći rok koji odgovara svima i onda su tu bile varijante različite, dakle bilo je govore da se objavi ranije i poslije. Dakle, 3. april je na kraju se ispostavio kao najbolji datum za objavu i na neki način svi smo mi tada imali sasvim dovoljno vremena dakle, da privedemo kraju naše istraživanja i tako je to odlučeno i to je odlučeno mjesecima unaprijed. Ono što se planira objaviti je dio imena, odnosno lista imena koja postoji u okviru strukturiranih podataka gdje se vide, znači ne svi, zato što je nemoguće vidjeti sve dioničare, odnosno sve vlasnike firmi na jednom mjestu, jer su podaci nestrukturirani, jako ih je puno, ali ono što će oni objaviti, dakle nekad u maju, je ta lista imena, kako bi i drugi novinari mogli da vide dakle, ko ima i eventualno prepoznaju neko novo ime i urade priču. Dakle, ista stvar je bila i sa offshore leakom koji je bio objavljen prije nekoliko godina. Onda kako ги коментирате исто така тврдењата во светските медиуми, но и тука на Балканот дека сепак зад ова истражување стојат светски мокиници и богаташи кои меѓу другото целта со ова истражување и објавување на резултатите од истражувањето е да се соборат некои влади, да се донесе некој по своја мерка премиер или председател на некоја влада или пак евентуално дури и прекројување на државни граници се споменува? Budući da sam bila dio projekta, mislim da su špekulacije da iz ovoga stoje svjetski moćnici jedni na druge stranu sasvim nerealni i stupidni na neki način, zato što niko ne može dakle, kontrolisati 100 medija. I ovdje govorim, dakle, to nisu bili samo mediji sa zapada, nego su to bili i mediji i sa Bliskog istoka, i mediji iz Azije, i mediji iz Afrike, i mediji iz Amerike, i iz Europe, i iz Latinske Amerike. Znači vi imate tu novinare sa 6 kontinenata, svako od njih je imao pristup istim podacima. Dakle, ja sam mogla vidjeti sve podatke za Rusiju kao i za Ameriku i za Veliku Britaniju, kao što sam mogla vidjeti ovdje za Balkan. I ista je stvar bila i sa svim novinarima iz Amerike, iz Britanije, iz bilo koje zemlje. Oni su mogli da vide sve podatke za BiH, sve podatke za Albaniju, za Makedoniju, za bilo koju od
zemalja na svijetu, zato što je to sve stajalo u jednom loncu, tako da kažem, i bilo je pretraživo i dostupno svima nama. Tako da mislim da sama činjenica da recimo priče u Rusiji su radili ruski novinari, naravno radili su i Britanci i Amerikanci, jer je i Ukrajinci i svi kojima je priča vezana za Rusiju bila interesantna. Znači način na koji se biralo šta će biti objavljeno naravno prema interesu. Znači svaki novinar koji je bio dio projekta je pokrivao određenu teritoriju, ali isto tako imao uvid u sve što su drugi novinari radili. Mi smo imali sistem gdje smo razmjenjivali sve podatke, tako da u trenutku kad bi neko otkrio određeno zanimljivo ime, on bi to poslao poruku i javio svima: našao sam ovo, ovdje je link. Миранда, и уште прашањето што верувам ќе интересира целата македонска јавност, дали во сетова афера наречена Панамски документи има имиња и од Македонија и се разбира кои се тие? Priča za Makedoniju još uvijek nije objavljena, bit će objavljena kroz nekoliko sedmica. Znači, način na koji je ICIJ radio je da su oni prepustili moje organizaciji, dakle OCCRP, da pokrije Balkan, da pokrije Istočnu Evropu, da pokrije Centralnu Aziju, Kavkaz i Rusiju. Samim tim bilo je jako puno zemalja, a bilo je veoma mali broj novinara iz OCCRP-a koji su imali pristup podacima. Ja sam bila odgovorna za Balkan, ali isto tako i za Azerbejdžan, Centralnu Aziju. U podacima je Azerbejdžan bio od globalnog interesa jer smo tamo pronašli predsjednika i njegovu familiju i samim tim prve priče koje su izašle su bile vezane za Azerbejdžan, bile su vezane za Kazahstan gdje smo isto tako imali unuka predsjednika. Poslije toga, sad kada je to završeno, dakle mi ćemo raditi na nastavku priča, uskoro će biti priče i za BiH, i za Makedoniju, i za Hrvatsku, i za Crnu Goru, dakle zemlje za koje još uvijek nismo ništa objavili. Миранда, ти благодарам за гостувањето во дебатната емисија Клик Плюс. Ти посакувам многу успех. Почитувани гледачи, тоа беше Миранда Патруциш, истражувач и дел од тимот што ги објави документите Панама документи. Ние продолжуваме со дебатата. Господине Мисини и професорот Узунов, застанавме барем до тука дека офшор компаниите во принцип не се нелегални. Меѓутоа исто спомена и тие пари што ги изнесуваат моќниците и богатите луѓе надвор од своите матични земји, една од причините зашто го прават тоа е да се скрие нешто. Ако се крие нешто, значи нелегално. Се согласувате ли со таквата теза? А од друга страна, офшор компаниите се легални, како што објасна професорот? Како и се друго во животот, секоја работа има своја темна и своја светла страна. Светлата страна не треба премногу да ја објаснуваме, има многу причини зашто луѓето би сакале да го засолнат својот имот, почнувајќи од персекуција на режими, заштита на имот од непријателски превземања, бизнис, семејни и така натаму, од причини, да речеме, оданочена добивка се пренесува во офшор зона каде што се трансформира во траст или во фондација, која што потоа се употребува во држави на начин да тие средства бидат заштитени од некои други режими. Значи, има многу светли точки во таа приказна. За жал, темната приказна е позастапена и секогаш она што сака да, кога се сака да се сокрие нешто, во овој наш контекст е, значи, во 99% случаеви најмалце нелегално. И зборувајќи за нашиот контекст, значи најчесто се работи за пари кои што се стекнати на нелегален начин преку криминални активности, перење, злоупотреба на буџетски средства, злоупотреба на јавни набавки и така натаму и така натаму, и тие се прелеваат, значи, во ваков тип на држави, така наречени офшор зони. Се согласувам потполно, тоа е вистина дека даночниот момент не е предоминантен во нашиот случај. И она што е, да речеме, релативно ново е дека потоа тие луѓе кои што ги засолниле тие нелегално стекнати средства се појавуваат како инвеститори во односните држави на каде што фактички живеат и без оглед на некои дивергентни позиции што ги слушнав од некои луѓе во овој период,
Јас не сметам дека тоа е легално, значи кога човек е резидент тука, не е легално, тоа можеме да го спориме и од правен аспект, не е легално да се јави како инвеститор кој што не е познат, се третира како странски инвеститор од ваков тип на држави и инвестира во акционерски друштва, во купување на фабрики, хотели и што год. Кај нас речи си да нема сериозен бизнис субјект или газди на сериозни бизнис субјекти кои што немаат или не настапиле со офшор фирми во Македонија. Извинете што ќе ве Кој прекинам. сакате, земете го, значи ретко ќе најдете некој да не оперира со офшор фирма. Да, вие долго време се занимавате токму со такви анализи, банкарски анализи од аспект на темата економија. Дали можеби некојаш во вашите анализи сте најшли на било каква трага што води можеби кон еве вакви нелегални бизниси, да имате потврда дека бизнисите што инвестициите во Македонија што доаѓаат се можеби нелегални? Имате ли било каква трага? Да, и тоа многу. Може ли да ни кажете пример? Колку сакате примери? Примери имате во Бетон, во Фершпет, славно е преземањето на Орка Холдинг во 2007 година, 6 месец, кога Орка Холдинг беше продадена на, како велиме тоа, сам на себе, наводно на меѓународен финансиски конзорциум со седиште во Лугано, и Орка Холдинг, која што, мислечи, проценките беа во тоа време дека вреди отприлика 10 милиони, беше продадена за 200 и нешто илјади евра, и тоа на берза, преку берзанска трансакција. Потоа тие наоди беа значи потврдени со адреси, со регистратори, со значи сите детали, со оснивачки капитал 100 акции, секоја по 1000 франци, значи 100.000 франци оснивачки капитал на фирмата во Лугано, со адреса, кој спрат и така натаму, и тоа беше објавено и подпишано од новинар истражувач во август месец 2007 во 3 продолженија во дневниот вестник Време. Има уште многу такви, значи тешко може човек да издвои ситуација во која што нема инволвирање на една таква ситуација. Ако не повеќе 90%, а ми се чини дека најмалку 99% од градбите во Мал Ринг се сите нелегални и спремни за конфискација. Сте се обратили ли до надлежните кога веќе споменувате конкретни имиња на компании? Велите имате и докази за тоа според вашите анализи. Сте се обратили ли до било која државна институција што е надлежна за да ги испитува вашите наводи? На едно скорешно гостување на веќе многу познатата романска обвинителка во Скопје, своје обраќање имаше и јавниот обвинител Марко Зврлевски, тој велеше кој сака нека пријави, нема проблем, донесете докази и се ќе биде во ред. Видите сега, кога ќе се објават некои работи во весници, што треба да се направи? Да се пријави во институциите. Второ, во Македонија воспоставениот правен систем на следење на финансиските токови воопшто не е несериозен, односно е релативно добро поставен и има капацитет за релативно добри перформанси за откривање на сите овие работи. Кога зборуваме за акционерски друштва, тука имате Комисија за хартија од вредност. Значи, го оставам се обвинителството на страна како една супремативна институција која што треба да ги впрегне сите други соодветни институции за да се, ако ништо друго, посматраат сите овие токови. Имате, ајде да почнеме од Народна банка. Имавме повторно дисонантни изјави последниве денови. Народна банка е надлежна, па не е надлежна, ама надлежна е, ама може би не е надлежна и така например. Кога ги читаме извештаите на Народна банка, таму гледаме значи податоци кои што се многу интересни и да не навлегуваме во законските одредби на законот што го определува работењето на таа институција, значи можеме да најдеме дека таа институција е една од главните, но постојат неколку други клучни институции кои што практично треба 24/7 да се занимаваат со ова и очекувавме сите дека треба да се занимаваат со тоа.
некогашната, значи, агенција за спречување перење пари и финансирање на тероризам, Ване знае се околу тоа, која што денеска се вика Агенција за финансиско разузнавање, и имаме финансиска полиција. Двете институции се под закрила на Министерство за финансии. И сега јас често пати тоа го кажам, ако имате заробена држава, ако имате заробени институции во еден мафиократски режим, каде што една од главните улоги ги игра Министерството за финансии, тешко можете да очекувате дека овие две институции кои што потпаѓаат под Министерство за финансии ќе ги следат овие големи токови. Во Македонија вие имате трансфери од десетици, стотици милиони и тоа никого не загрижува. Значи трансфери кон Македонија, од Македонија и така натаму. Или може би загрижува, ама тоа ние не можеме да го видиме во некаква соодветна постапка. Значи, постојат процедури во времето, ајде да се изразам сега вулгарно, во времето на Ване, кога зборуваме за управата за спречување перење пари и финансирање тероризам, значи се изготвија процедури каде што најголемиот дел од областите во општеството, во економијата беа опфатени со разноразни обврски. Од обврски специфицирани за банките да известуваат до соодветните институции за разни трансфери во однос на земји, во однос на износи и така натаму, до така наречени обврска, тоа беше законска обврска која што се казнуваше парично, обврска за секоја институција да мора да има програма за спречување перење пари и финансирање. Јас учествував во изготвувањето на неколку такви за неколку институции. Значи, зборуваме за скоро сите области. Адвокатура, осигурување, банкарство, значи се што можете да замислите. Во тоа време дури и невладиниот сектор беше опфатен. Со тоа во меѓувреме се избриша таа обврска, освен они викаат во законот се викаат тоа субјекти практично на законот. Освен два субјекти кои што не беа опфатени во тој закон, и тоа беше фасцинантно за мене од самиот почеток, а тоа беа политичките партии и верските заедници. Тие никогаш не беа дел од законот, тоа беше многу вака симптоматично, но сакам да кажам, да потенцирам дека системот кој што е воспоставен во Република Македонија воопшто не е за подценување. Со политичка волја, со соодветни кадри и со амбиција, значи тврдам, убеден сум, можам да полемизирам со кого сакате, дека ние можеме за релативно кратко време тотално да ја пресвртиме таа ситуација. Управата за, како се вика, Агенцијата за управување со конфискуван имот, да не може глава да дигне од работа и да го збогатиме буџетот за 1 милиарда, 2 милиарди за многу краток период. Тврдам дека во овој момент има правно-процедурални капацитети за такво нешто. Тоа што се институциите заробени и се дел од гангрената која што ја создаваат оние кои што практично ги испумпуваат парите од државата, од економијата, од буџетот, тоа е прашање на целата политичка криза на кој што сведочиме. Така. Сашка, верувам ке ни простиш, една дама ни во студиото, меѓутоа прашањата и одговорите сами се надоврзуваат, па затоа ќе го прашам господинот Цветанов. Господинот Мисини ве спомена неколку пати кога бевте, значи, поранешен председател, директор, на Агенцијата за спречување на перење пари и тероризам, меѓутоа зборба во минато време. Вели беше, можеше, имаше. Зошто? Што се случи? Како беше тогаш, како е сега? Зошто сега не може државата да влезе во трага, да ги испита наводите се, но дали се точни или не? Одговорот на прашањето околу тоа дали државата може, односно сака или не сака да влезе во трагот на парите, се содржи во излагањето на претходните говорници. И сосема е точно дека самата власт го попречува работењето на институциите, односно ја разводенува самата работа. Како? Што вас конкретно ви се случувало или да имате обструкции во вашата работа? Вие чинам дека пред да заминете од функцијата однесовте еден куп документи кај јавниот обвинител. Апсолутно се случувале обструкции и сето тоа долго за да биде доловено до гледачите, ќе се обидам во кратки црти. Од 2006 до 2008 година се случија неколку работи во делот на унапредување на системот за спречување перење пари во Република Македонија. Прво беше донесен нов закон за спречување перење пари во кој што беа предвидени конкретни задолжувања кон самите субјекти.
односно во делот на субјекти по дефиниција се оние институции кои што прават одредени услуги, чии што услуги може да бидат злоупотребени во некакво перење пари и каде што беа предвидени и казни. Од втора страна, самите капацитети на управата беа подигнати многукратно. Значи, бројот на вработени од 6 дојде до 54 веќе обучени вработени преку Твининг проект заедно со Институтот за кралски студии од Мадрид. Значи, 2008 имавме 54 обучени вработени, имавме модернизирана управа со тотално комплетен подржувачки хардвер, одличен софтвер, мрежно поврзана со најголемиот дел на институции и самата управа почна да го крива капацитетот на работа. Во кој смисол? Бројот на извештаи за сомнителни трансакции од сите субјекти во Република Македонија до 2007-2008 беше 20 на извештаи годишно, вкупно пријавени. 2008 имавме околу 250-260 извештаи од самите субјекти кои што при нивната работа увиделе нешто сомнително при работата на одредени нивни клиенти и доставиле извештаи до самата управа. По согласно законот, управата вршеше финансиско-разузнавачки анализи и бројот на извештаи од управата за финансиско разузнавање сегашна до МВР беше зголемен 10-кратно повеќе. Но бројот на кривични пријави од страна на МВР поврзани со перење пари кон обвинителството беше зголемен 0% и бројот на обвиненија за перење пари беа зголемени 0%. Практично власта виде опасност во Ване Цветанов како прв човек на оваа институција 2008 крајот 2009 и почнаа со притисоци врз самата управа. Значи 2009 нема државна инспекција која што има надлежност да влезе во друга државна институција да не е влезена. Почна пресија. 2008 после изборите беа избркани 20 луѓе од работа, обучени, значи кои што користеле услуги на Твининг проект. Ставревски рече едноставно рецесија и мора да намалуваме од државна администрација. Почна светската криза единствена институција каде што намали број на вработени беше управа за спречување перење пари. Почнаа притисоците врз мене од сите можни страни и 2010 веќе кулминираше целата таа ситуација. Она што е интересно и што сакам да го кажам е Народната банка, бидејќи се споменува последниот период, со последните измени и дополнување на Законот за спречување перење пари, 2010 година на партизански начин и подметнав на Народна банка еден амандман, и тоа после помината седница на влада на пратеничката група на ВМРО ДПМН ги изблефирав и реков дека Сашо Мијалков рекол да предложат тие еден амандман, каде што се задолжува Народната банка сите трансакции кон Република Македонија и од Република Македонија да ги даде на комплетен увид на управа за спречување перење пари. Нормално без да прашат пратениците го предложи амандманот и помина и влезе во закон, но траеше 20 на дена до моето заминување од функцијата. После тоа веднаш го сменија, каде што по моето заминување го сменија законот и во еден друг дел, значи ја ослободија Народна банка од таа обврска која што е важна и гледаме денеска и понатаму се повеќе ќе гледаме дека и како е важно да ги дала тие податоци на увид на управата, но еве власта одлучила да направи сосема нешто друго, но во законите ги оттргна кон самите субјекти ги оттргна како лица за посебен да бидат во посебно ризична група политички експонираните личности. Значи во законот од 2008, во измените од 2010 во мај месец беше предвидено да се врши посебен мониторинг на политички експонирани личности во Република Македонија. Тоа што значи? Кога одреден политичар ќе побара одредена услуга во банка или во било која финансиска институција, дали на берза и така натаму, да биде следено неговото работење со посебно внимание за да не постапи по некој од самите индикатори за перење пари. И што е интересното, во следните измени на законот ги оттргнаа политичарите од таа обврска и сега Македонија е една од ретките земји во светот каде што предмет за оние пепсови популарни политички експонирани личности се странски државјани кои што работат политичка работа во Република Македонија. Практично нашите банки не ги следат нашите политичари, туку странските амбасади или така некако. Ќе поразговараме малку подетално за тоа. Сашка, вие доаѓате од Медиум, значи вашиот портал Нова ТВ е чинам партнер со една од организациите што работи на Панама документите. Веројатно имате подетални информации, што е на што може во овој момент да ни откриете, ај врзано за Македонија се разбира. Нова ТВ е партнер на мрежата за известување за организиран криминал и корупција, односно
партнери со организацијата каде што работи Миранда, И која Миранда, така. пред малку че интервју го метувавте, таа е нашиот регионален шеф. Така. И не можеме многу да откриеме, но можеме да кажеме дека следната недела имаме работен состанок и работна недела во Сараево. Така, меѓутоа сигурно може да ни откажете дали се тоа што го зборуваме, индикации за криминал, нелегален бизнис, дали имате индикации дека станува збор за нелегален бизнис, има ли докази, се насетува ли нешто матно? Не можам ништо да кажам за истражувањата, за тоа што ќе следува, но можам да зборувам за тоа што досега сме го работеле. Секако дека имало индиции за криминал, имало индиции за злоупотреби, имало индиции за плјачкосување на државата и на овој буџет. И она што ме радува можеби е дека ќе бидеме и ние дел од тие големи возбудливи приказни од кои сакаат да бидат дел сите новинари, верувам, но она што потоа обесхрабрува и не дава надеж е дека во Македонија владењето на правото како принцип е ампутирано и тоа е заменето со принципот на неказнивост и дека ова ќе биде само уште едно пишување од дежурните лајачи кои нели ја мразат оваа земја и не се патриоти и така натаму, бидејќи тоа е најчесто одговорот на она што го работиме. Пред малку го прашавте Суат дали некогаш ги пријавил своите наоди. Истото прашање секако тоа не е наша работа. Јас никогаш нема да пријавам ништо што се однесува до моите приказни. Јас сум новинар, нашата улога е да бидеме коректив на власти и да известуваме, а оние кои треба да се бават со тоа се истражителите, обвинителите, судовите, антикорупцијската комисија и други органи кои го имаат тој мандат. Тоа не е нашата мисија и тоа не е нашиот мандат. А тие кои не се вршат својата работа, обично најлесно е да кажат донесете докази ако имате докази. Мојата работа не е да најдам докази, мојата работа е да најдам барем индиции. Што се однесува до офшорите, што да се додаде, мислам Вие имаме... пред 2 години работевте исто така на слична тема на ова. Што открија вашите истражувања тога? Што е веќе, предпоставам се јавни информации веќе? Да, со тоа сме пишувале, мислам не само јас, не само Нова, пишували и многу други новинари. Подолги години. Нема тука ново што открија нашите информации. Ние откривме, еве ќе го земеме Скопје 2014 како пример, кој може да биде многу илустративен за тоа како функционира офшорот, покрај тоа како се делат тендерите. Например, еве, не знам, ти ќе објавиш тендер некој да изработи оваа масичка од државниот буџет, да си замислиме дека сте министерка за култура, и потоа Ване е ваш пријател, братучет или пријател на братучетот, и тој, професорот работи во Бирото за јавни набавки, тој ќе го направи тендерот симпатичен, ќе ги советува како да го објават, и Ване ќе победи на тој тендер. Вие велите дека ќе дадете 100 милиони евра за оваа маса, а таа вреди 10 милиони. Ване ќе потроши 100 милиони евра, а подизведувач ќе му биде Суат. И тој 90 милиони евра, Суат ќе издава фактури, ќе пишува дека за масава требале не знам колку пластики, не знам колку прозори или било што, иако ни требале можеби само 20 прозори, да речам. Потоа Суат преку лажни фактури, како ортак на Ване, во своите офшори ќе ги испере сите овие останати пари и на крајот Суат не сака таму да ги чува парите, тој сега сака да се врати назад и да ги инвестира. На крајот ќе дојдам еве јас и јас ќе објавам конкурс за јавно-приватно партнерство за некаков објект, кои услови ќе бидат многу поволни и бидејќи еве да речеме за офицерски дом или за спортски терени, хотели и така натаму. И на крајот, нели, тие пари ќе се вратат назад, контролорите и оние кои треба да ги гледаат тековите на тие пари, гувернерот, нели, знае да каже дека се е во ред, ама јас не му верувам, ни нему ни никому, бидејќи во таа, нели, таму тие луѓе гледаат ли пари од Сен Винсент и Гренадини, па како дошле, зошто дошле. Ние дури имавме ситуација поранешниот гувернер Гошев, кога не дозволи една офшор компанија да отвори банка во Македонија, бидејќи тие не успеа да го докажат потеклото на парите. Тука очигледно такви механизми нема и нели на крајот парите фино се легализираат. И денес имаме ситуација, еве ќе ви откриеме од едно поново истражување кое го правиме и кога го објавиме следната недела. Денес имаме ситуација кога овие така наречени инвеститори и офшори не се само партнери, не градат само згради, објекти и хотели во услови кои се поволни, туку
Тие буквално се партнери на владата во овие компании, како Македонската видеолотарија, например. Ние имаме Македонската лотарија, создаде ќерка фирма Македонска видеолотарија, ја извести јавноста дека нели тоа го прави за наше добро, таа превзема монопол врз онлайн обложувањето, се забрани во странство онлайн обложување и донесе партнери офшори од Лугано, па тие офшори во текот на една година се сменија така повеќе пати, па еден офшор, па друг офшор. По офшорите си ги препродаваат едни на други уделите во една фирма како Македонската државна лотарија за 5000 евра. И на крај, нели, никој за тоа не е загрижен. И кога спомнавте дали може да се докаже, секако дека може да се докаже. Мислам, ова е постапка која е комплетно нелегална. Прво се прекршени самите процедури при тендерските постапки. Ако некој сака да се позанимава со овие и слични примери, секако може тоа да го направи. Така. Но прашање на волја на крајот. Само да ви повелете. потенцирам. Прашањето на пријавување или како што вели обвинителот Звелевски, донесете докази, значи самиот таков настап е шокантен. Сашка го спомна проектот Скопје 2014. Зошто мислите така? Не постои, затоа што не постои ни едно парче од тој проект што нема криминал. Затоа што во сите проекти, градби што год, значи има анекс договори. Анекс договорите далеку ја надменуваат иницијалната вредност врз основа на која се добиени на тендер. Законот дозволува до 5% надменување на вредноста. Тие имаат очебини докази во самиот старт да покренат постапка, да не чекаат ни еден истражител, новинар и така натаму да копа, да се обидува да врзе точки, да користи инсайдери или не знам да истражува документи со години и така натаму. Затоа е шокантно. Значи криминалот е толку очебиен што нефункционирањето на институциите е едноставно неприфатливо. Е неприродно, како да ви кажа. Значи не постои ни еден проект кој што не е криминализиран. Тоа е едно. Второ, еден проект кој што, како се викаше тоа, Медиапедија? Медиапедија, да. Значи, они работеа на еден проект кој што го нарекоа Медиапедија и таму изложија врски на, не знам, илјадници, не знам, стотици компании, офшор компании и така натаму, со сериозни, еве, да не ги провоцираме, нека не бидат докази, ама индиции, еве. За мене се докази. И тоа е шокантно дека никој ништо нема превземено во однос на тие наоди кои што беа јавно објавени. Значи, тоа е тотално невозможно. Тоа е тотално неприфатливо. Ама, бидејќи се случува во реалноста, вие разбирате дека тие институции кои што треба да се занимаваат со тоа се дел од мафијашкото здружение, затоа што нема друго објаснување. На кого мислите кога велите мафијашко здружение? На сите институции кои што треба да се занимаваат со тоа, од обвинителство, од финансиска полиција, од управа за перење пари, од кој год сакате. Значи, луѓе кои што се од антикорупцијска комисија конечно. Так. Погледнете ја изјавата на председателот на антикорупцијска комисија од пред некој ден, кога кажува што има вас да ве интересира анкетниот лист на Никола Груевски, а ако го прочитате годишниот извештај на антикорупцијска комисија за 2015, ќе видите дека они таму се фалат како они врз основа на стандардите ги проверуваат, ги стандардизираат, па имало таму твининг проект, па они имаат обврска сега да направат, чекаат IT решение, регистар на именувани избрани лица да направат и така натаму. Од друга страна, председателот кажува некни дека системот автоматски ги брише старите анкетни листи. Знаете што? Тоа е шокантно, тоа е едноставно се играат со интелигенцијата на луѓето. Сакам да ви кажам дека кога спомнав Преска,
за правниот поредок во оваа област, значи таа област е исто така е регулирана и со меѓународни стандарди. Ние имаме Конвенција на Обединените нации за борба против корупција, која што е ратификувана во Македонија од собранието, е дел од националното законодавство. Имаме Конвенција на Совет на Европа, имаме стандарди на ОЕЦД кои што се суштински дел од процедурите што се вградени таму. Едноставно таа конструкција не функционира, затоа што, видите сега, кога велам институции, јас не сакам да генерализирам, јас знам дека во тие институции има професионалци, има обучени луѓе и така натаму, меѓутоа има луѓе што се имплантирани, кои што се на раководни функции, кои што едноставно не дозволуваат, како што спомна Ване Преска, не дозволуваат тој систем да функционира како што треба. Чинам, сакавте реплика или за збор да се јавите, бидејќи чинам исто, да, професорот е економист и не се согласува, веројатно ќе видиме за тоа. Во контекст на претходното, повелете. Значи, институциите не постапуваат и обвинителството конкретно, бидејќи беше споменато, не на индици, не на докази. Сум имал ситуации како директор на управа за спречување перење пари да однесам конкретни докази со за еден предмет 15 милиони евра документирани. За кој Со предмет? конкретни, не може да го кажам. Зашто? Не е излезено јавност. Ќе ме затворат уште Еве ќе излезе? Мене за ништо ме затворија, не е тој друг. Не е излезен тој, значи конкретно кај Марко Зврлевски како обвинител, надлежен во тој момент. Значи не како шеф на обвинителството. Да, тогаш беше на Скопското обвинителство. Како надлежен обвинител кај Јован Илиевски. Значи конкретен, документиран и човекот не постапува. Значи од црното прави бело, вели не е доволно. Зборуваме за обструкции Збориме за институција. таков габарит кои што подлежат на кривичен прогон. Тие луѓе треба да лежат во затвор, не да обавуваат јавна функција. Така, ние ќе мора да направиме мала пауза за рекламите, почитувани гледачи. Професоре, чинам дека ви имате веројатно малку различно мислење, но вашето мислење веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме назад во студиото во дебатната емисија Клик Плюс, додека дебатира новинари, економски аналитичари, поранешни функционери. Професоре, вие како да се подсмешнувавте? Дали не се согласувате, економската логика не го потврдува што го зборуваат другите соговорници? Не е тоа. Знаете што е работата? Прво, сакам неколку работи вака да ги кажам, условно речено професорски. Така. Прво, поимот перење пари. Мислам дека на многу луѓе не им е јасен, а тоа го гледам од студенти и од други луѓе. Перење пари значи е начин, постапка, како нелегално стекнати пари да станат, да влезат во легалните канали. Многу едноставно. Добро. И тука, за начините како тоа се прави, само фантазијата на луѓето може да им биде граница. Милиарда начини. Тоа се сите перење пари. Значи, и така парите се исперани од прљави, преку некоја постапка која што е на граница на легална и нелегална, ќе станат чисти, испрани пари. Класична пералница на пари е коцкарница. Лас Вегас е во САД позната, Монте Карло е во Европа позната. Кога влегувате во коцкарница, не ве прашат од кај ви се парите. Кој ќе добиете или нешто ќе случи, на крај вие добивате легални стекнати пари, бидејќи коцкарница ќе рече тоа ви се легални пари. И тоа е начин на перење пари. Но простете, државата не е коцкарница, да се разбереме. Не, значи, од тука сега натаму на второто, она што сакав да го кажам. Ова што и се случува сега на Македонија, сега не знам дали е за жал или за среќа, меѓутоа не е нити невидено, нити непознато. Ништо од ова ние не сме измислиле во Македонија. Видено е многу пати и се уште го има насекаде во светот. Тоа значи дека таа борба меѓу борба против криминалот, борба на тоа како се злоупотребуваат функции, како се избегнуваат даноци. Секаде во светот ја има и има многу знаење, само секоја држава се наоѓа во своја одредена фаза како таа ја спроведува. Тоа значи дека и ние ќе дојдеме еден ден до некакво решение, овие сите работи ќе се разрешуваат, меѓутоа треба сите као граѓани да станеме свесни дека тоа, таквото однесување, таквиот криминал не го прифаќаме. И ние да бараме од оние кои се на власт да го тоа спроведат. А тоа не го гледам во Македонија и затоа ја не сум радосен. Има голем број луѓе во Македонија, го знаат ова, го слушаат или претпоставуваат и потоа викат, па добро се што да правам, јас сум како единка немокен, а од друга страна може би ме плаќат некаква си платичка, ќути си, трај си. И тогаш тие што се
го приграбиле системот и застанати на моќните позиции, добиваат алиби законски и изборен алиби и понатаму да продолжат. И ако ние сакаме ова да почне да се сменува, сите овие постапки што ги кажуваат колегите овде, многу се далеку се по тие по практичните постапки и закони Македонија поискусни од мене и по вешти. Овој закон, оној закон, она постапка, онаа година, оваа фирма. Сите тие почнуваат со една единствена работа. Граѓаните ќе речат, ние вакво однесување понатаму не трпиме. Не трпиме. И кој е спремен политичар сегашен лидер да продолжи вака да работи, иако тој тоа нема отворено каже јас сум против, но треба да го препознаеме, нема да добиеш избори ни случајно. Од тука натаму после ќе почне да функционира целиот, ќе може да почне да функционира целиот правосуден систем, институциите, закони и така натаму, и тоа ќе се расклопува, расплеткува многу години, ќе има и нови. Ќе има и нови обиди, гледате сега оваа цела Панама Documents, Македонија е дури смешка. Да почекаме да видиме што ќе кажат Не, резултатите. ама да беше меѓу интересните ќе беше сега кажано. Гледате таму иде председатели, синови нивни, не знам што. Значи не сме само ние, не се околу сите тие работи. Проблемот е, ја тоа сакам да го кажам, значи нему да мислат граѓаните дека нив тоа не ги допира или дека не можат да направат ништо, па сега што да правиме, тие се моќни и ние ќе си ќутиме. Не. Почнува со идејата не дозволува веќе вакво, и ако ние сите не дозволуваме, тогаш тоа и нема да се ќе почне да се разрешува. Знаете, ние малите деца ги учиме правдата победува. Ама во реалноста парата победува, а не правдата. Па тоа е обратно пропорционално до ова што го говорите, професоре. Тоа значи дека ние треба да сватиме дека треба да застанеме на патот на тоа како бројка. Не можеме со пара, со бројка. Со бројка. Со бројка. Додека трае рекламите, продолжи нели дебатата и меѓу другото, господин Месини спомена конкретни имиња од неговите анализи во дебатава и вие му забележавте да, но тоа се приватни фирми. Што значи тоа? Тоа значи дека не треба да подлежат на контрола? Значи, тоа како обично се предава на студенти. Што е основата на тој целиот криминал за кој што ние зборуваме и уопште криминално однесување? Значи, две работи во нормално функционирска држава. Не сме да не платиш данок, точка. Значи, можеш што правиш, што сакаш, ама данок мораш да умреш и да платиш данок. Тие две работи се точка. Не смееш да не платиш данок и избегнување на било кој начин на плаќање данок е кривично дело кое што подлежи на казна и мора да се спроведе. Да не ви кажам собствени искуства каде се, како се од други држави воделе контрола дали ќе оплатен данокот кога е платен. Тогаш зошто забележавте дека сепак тоа се приватни фирми, знаете, собственикот ќе прави онака како што мисли? И второ, не сме да се злоупотреби овластување, јавно овластување. Тие две работи ако се спречат, понатаму многу работи се решаваат. Сега Приватноста на фирмите не се доведува во прашање. Приватноста како принцип, особено во капиталистички држави и така натаму, е Божји закон. И е основено правило. И тука нема тема. Темата почнува кога приватното се превзема, купува и така натаму со пари со дубиозно потекло. Вистина е дека ние сме употреба на јавно овластување да се принуди приватниот газда да мора да склучи договор со некој кој е моќен. Ама значи гледај, пак делото е злоупотреба на јавно овластување. Така е. И затоа извини се ја тупата во збор, ама да вратам назад работата. Нема да му дадеме јавно овластување на некој кој што сака да злоупотребува. Ако така одлучат доволно број граѓани Македонија, ние овој систем полека ќе почнеме да го расплеткуваме. И после ќе доаѓаат овие струки до израз. Ама граѓанин секој за себе нека не рече, види, тој е многу далеко, што да правам сега, јас сум мал и немоќен. Не. Нема да му дадам овластување, нема да го заокружам на ливче, на избори, на кога ќе бидат изборите. Некој кој што сака вака да постапува. Македонија на вистина една капка или да не речам врв од игла во светскиот промет на офшор, криумчарење, криминал и така натаму по обем. Вистина, ние сме на вистина неприметливи, но обемот на тој криминал за нас овде, за овие граѓани за кои што зборува професорот, е огромен. И сега, големата трагедија кај нас, веќе кога се спомна за окружување, е во фактот дека
се манипулираат граѓани да гласаат за луѓе кои што треба утре да останат на власт и да ја перпетуираат оваа криминална пракса која што не само што ги направи милионери и милиардери и така натаму, туку го уништи и финансискиот и воопшто целиот систем во Република Македонија и особено системот на вредности. И преку мас корупција и така натаму, овие граѓани на кои што упатува професорот, на кои што треба да се надеваме и на кои што и ние припаѓаме конечно, практично стануваат една немоќна маса, бидејќи секој трга од себе си заради, не знам, работното место, заради тендерот и така натаму и така натаму. И тоа перпетуирање на криминалот е она што нас не ни дава една светла иднина и оттаму произлегува вредноста на ова што сите ние го зборуваме и особено го правиме професионално. А тоа е дека ние треба на јавноста да ја покажеме што се случува и во која мерка, особено институциите кои што се надлежни да функционираат, не функционираат на таа тема. Преска кога спомнав примерот со превземањето на Орха Холдинг на берза, претпоставам дека тоа можеби не е најрепрезентативен пример. Таа фирма се создаде со 100.000 капитал, после 5 години се прекрсти во друга фирма, прво беше Евробалкан, па се појавуваше тука во Македонија исто така, па се прекрсти во Double Five, па од еднашка Double Five имаше 4 милиони франци оснивачки капитал и така. Значи, претпоставам дека, видите, ние знаеме многу такви фирми и луѓе кои што отвориле. Истиот тој газда на таа фирма, значи Камчев, во истата таа 2007 има отворена во Кипар фирма, и веќе ви кажам, Алистек Property Limited се вика, таа е затворена, не постои веќе. Значи ние кои што сме тренирани да работиме на овие теми и да го истражуваме овој тип на криминал, значи вистина е професорот вели дека има милиарда начини како се перат пари, па како после, значи се ставаат во функција. Тоа не е никаков проблем за нас да го откриеме. Проблемот настанува во юрисдикциите каде што немаме пристап. Тоа е целата работа. Но, од тука, ако не и претходно институциите надлежни за тоа треба да превзема за тоа што тие може да имаат пристап. Тоа беше приказната со Швајцарија, да ве потсетаме ве. Велат они банкарска тајна, па ние не даваме податоци, па тоа е пара офшор зона и така натаму. Манипулацијата се состои во една едноставна работа, а тоа е дека секоја држава, вклучувајќи и Швајцарија, ќе даде податоци во кривична постапка. Значи не постои банкарска тајна во кривична постапка. Која постапка ја покренаа нашите институции за да се искористи тој механизам? Ниедна. Тие најавија дека ќе бараат. Така беше најавија. Ајде, гледам некои новинари ги прашуваат до каде се нели со тоа фамозно барање, но одговори нема, нели? Па нема, затоа што тие се дел од проблемот. Значи сакам да ви кажам дека да ве убедам во она што го кажав на почетокот. И нивната работа, и нашата работа, и работата на други луѓе кои што се професионалци во ова и за кои што плюс минус нема тајни во технологиите, има тајна во формалниот пристап, нели, но правен пристап во тие юрисдикции. Меѓутоа во технологиите нема, се е измислено и ги измислиле други луѓе, не нашите. Тоа е вистина, на вистина. Но кога ќе сватите која е димензијата на таа злоупотреба и кога ќе сватите дека таа злоупотреба се прави со пари во главном кои што потекнуваат од злоупотреба на буџетски средства и криминал, и дека со тие пари се прават масивни, огромни, успешни бизнис зафати и така натаму, тоа секому треба да му звони алармот дека општеството се гангренизира, се криминализира до нивоа каде што тоа не може да се излечи после на нормален, зборувам, институционален начин, тоа во принцип сме го виделе и во... Ке мора специјални обвинителства и судови да например, има и литература, ја нешто донесов тука, ама не е битно, има литература на македонски јазик која што е објавена, каде што вие можете да прочитате дека пред 30 години председателот на Парагвај ги, значи како, сега цитирам, како собствен феуд, го користи буџетот и ресурсите на државата. Сакам да кажам дека практиките на председателот на Парагвај од пред 30 години ние ги гледаме денеска овде. Значи нема ништо ново, меѓутоа манипулацијата врз граѓаните е толку сурова што тие едноставно не сакаат да навлегуваат во вакви детали.
велат не ме занима, па нека крши глава друг некој што фактот дека во многу случаеви се покажало, професорот е во право, дека правниот поредок не функционира, тоа исто така ги обесхрабрува граѓаните. Така, повелете, професор. Овде и повторно на граѓаните не им го даваме решение. И сакам да го кажам. Така, тоа ќе биде Сашка, токму тоа прашање сакам вам да ви го поставам. Вие, професори, дали имате решение? Да. Повелете, да, и тоа ја го кажам и прескај ќе го кажам и сега. Ајде, Значи, еве, ако ја гледав оваа емисија дома, речем, видиш убаво, забавно, и што ја дознав сега, многу технички работи, и што може да направам, не ми кажаа. Видете, луѓе, најусловно речено малиот граѓанин, јас сум најмалиот граѓанин, има моќ над најголемиот политичар во еден момент на избори. Тогаш е тој под негови нозе и нека не му се плаши никој никому. Зашто политичарите, колку изгледат моćни и да се прават се моćни, ужасен страв имаат, ноќе не спијат, дење не јадат од тоа да не бидат сменети. Тука е моќта на гласачот. Смени го. Именувај го. Колку граѓани менувај го ќе од видат сега. оваа емисија денеска, а колку ќе ги видат Менувај другите го од емисии. сега натаму секој политичар, не повеќе од еден мандат. Не може да се внесе во уставот, не смени една влада од една партија повеќе од еден мандат. Ние како граѓани треба да го прифатиме тоа. Ќе ги менуваме. Промената води кон проветрување и по можности за не вакво метастазирање како што имаме сега. Така, Сашка Дека медиумите, што пак може се враќаме граѓани на да медиумите. Така, Сашка, Супер, граѓаните токму- ќе одат на избори, ама оваа дебата, професора, знаете колку малку луѓе денес ќе ја гледаат. Утре ќе Еве ја да замислиме дека некој ќе ја гледа и ќе рече ќе одам на избори. Сашка, Тоа утре ќе ќе ја бидат малку повторите на луѓе. друго место. Многу Сума ќе ја повеќе повтори на луѓе друго. ќе Ја пред гледаат, студенти, ќе Ване гледаат пред- Сител, ќе гледаат Така е. НТВ. Пропагандата делува, затоа се уште Знам. сите се држат вака гребат со Добро, ногти не, по неа. знам. Таа е успешна. Граѓаните немаат пристап до овие информации. Знам, меѓутоа- Колку луѓе ова го зборуваат, колку имаат можност На да го многу слушнат. медиуми ќе се каже, на многу места ќе се каже по комши, по роднини, по слави, по журки. Тој е начинот. Сега ако некој ти ги фатил медиумите, ти ги фатил системот и те треба да го ќутиш. Не, Јас да се согласувам, водиме само повеќе за морам системот. да изреагирам Ајде, тука. повелете Јас па се за- согласувам со професорот дека тоа е на вистина решение. Но во наши прилики се уште сметам дека е решение, но во наши прилики е премногу романтично, заради тоа што ние не можеме да чекаме 4 години за да евентуално на некои избори кои што перманентно се крадат на највулгарен начин, да не навлегувам сега, ако некој требаше да изреагира 2014 за финансиска злоупотреба на финансирање политичка кампања, тоа беа антикорупцијска и обвинителството, они прекјутеа, преминаа преку перење пари и преминаа преку флагрантно прекршување на закони и принципи на финансирање на изборна кампања. Немојте да ги подценувате сепак граѓаните. Вака така се сноѓаат, особено денеска со Facebook и така натаму имаат информации. Меѓутоа они гледаат и други работи, а тоа е дека ако некој сака да истражи дали Никола Младенов загинал во сообраќајка или нешто друго се случило, па некој си таму Томче ќе земе да истражува и така натаму, и кога ќе видите што ќе му се случи, знаете како тоа делува на граѓаните? Ви давам само еден пример. Значи и персекуцијата врз граѓаните, особено врз оние кои што се занимаваат со овие работи, е огромна. И новинари, и така натаму, и така натаму. Еве еден пример. Дојде финансиска полиција во Мост. Зошто дојде? Затоа што тие реперирале сомнителни трансфери во нестандардни држави. И ја велам во ред. Во ред, дека веројатно има истражуваат. некоја методологија врз која што работи Не, ама финансовата чекајте полиција, чекајте малку. Значи, тие тоа треба да го прават стално. Прашањето е пораката. Зашто, во кој момент? Имено. Што сакат да порачаат? Имено. Значи, одма ги гледате намерите на луѓето. Јас велам, повторувам, да нема дилема. Се што е сомнително треба да се истражи. И ако се докаже криминал, треба да се гони. Нема дилема, но тоа треба да го прави. Имало толку многу безброј. Еве, Иване ги спомна и Сашка ги. Има безброј случаи каде што тие требале да реагираат, а не реагирале. И немојте мислите дека не приметиле што се случува. Приметиле што се случува, едноставно не реагирале. Так. Затоа што тоа е таа гангрена на институциите. Прашање за Сашка и за вас, господине Цветанов. Истражувачки новинар
е храбар човек и така треба да бидат сите новинари. Ве познавам лично, вие сте исклучително храбра, меѓутоа ми делувате некако загрижено и ајде да не речам безпомошно. На пат сте да го истражите, можеби до сега најголемото нешто сомнително што може ќе се јави за Македонија, но велите дека не очекувате ништо особено. Имате ли соработка од граѓаните кога веќе ги споменуваме, кога се тие центар на промените, како што се согласувате сите соговорници? Како од истражувањето? Имате ли проблеми? Имате ли притисоци? Ви помагаат ли граѓаните во таа смисла? Мислам, дали соработуваат граѓаните? Извори, институции? Да, не. Меѓутоа, изворите веќе подолги години во институциите се затворени и јас веќе не познам колега кој има сериозен извор во институции. Тие кои сме ги имале, со текот на времето, иако се добронамерни луѓе и ги сме ги познаваме, одбиле да соработуваат со нас нели од страф најчесто. Како ќе ги докажете овие индици на чија трага сте? Како ќе ги ние најчесто ги докажуваме начинот на кој јас работам поголем дел од времето не е со извори, ние работиме пребарување на веќе достапните јавните дати бази на податоци кои самите институции ги чуваат. И тука проблемот не е тука, проблемот е што откако ние ќе ги објавиме истражувањата. Најчесто потоа не се случува ништо, тоа и претходно го зборувавме. И гледате и со Панама е отприлика така, што се случува низ светот, луѓето ќе се збори. На луѓето им е полесно да ја одберат страната на помокниот. Ме разбирате, полесно им е на граѓаните да кажат дека јас сум предавник и работам за туѓи интереси, затоа ги објавувам тие работи што ги објавувам. Тоа е полесно. И полесно е да бидат со оние кои ги имаат парите, кои имаат силата, кои ја мокта. И природно е тоа, верувам дека психологијата има одговор на овие прашања и може да го објасни. Имате сега за Панама, едни велат дека ова е масло на Западот, други велат дека е масло пак на Путин, кој сакал да ги изложи лидерите од Западот и да докаже дека не е само тој корумпираниот у глобалната игранка. Трети па, мислам, има луѓе кои тешки теории на заговор, кои дури пишуваат дека и Меси немал сметки, туку конкурентскиот клуб го наместил. Што мислите вие? И гледајте, тоа е на крајот и глобално, ако ги гледаме реакциите, на луѓето така им е полесно да се солидаризираат со тие што кои се мокни, а полесно ние другите да бидат отпадниците кои сакаат да прават проблеми, но мене тоа не ме загрижува и искрено дури не ме интересира многу, може тие да се чувствуваат како што сакаат. На крајот на денот, ЕСАПот, тие и јас заедно ќе го платиме, бидејќи што е офшорот како концепт, што е? Тоа е алатка, една од најсилните, најстрашните и најбезобразните алатки на концепт како што е корупцијата, а корупцијата што е? Социјално зло и најопасна закана по социјалната и економската инфраструктура на една земја. И имаме ние бројки, ја заборавив, една германска организација беше, не се сеќам на името, но пред неколку дена ги читав податоците, 160 милиарди долари годишно излегуваат и влегуваат во офшорите од земјите во развој, а 62 милиарди се потребни за да се остварат милениумските цели на Обединетите нации за борба против сиромаштијата. И се ако ова на луѓето не им е доволно, тогаш ќе можат да продолжат да се солидаризираат и со Меси, и со Камерун, и со Путин, и со Груевски, и со... Но на крај на денот... Се надевам дека еден ден ќе имаме поодговорни медиуми, поодговорни функционери и ова ќе заврши некако поинаку. И да, убаво рече професорот, клучот и решението се навидум само едноставни, дека граѓаните се решението, но сето ова околу нив не спречува до тоа решение да дојдеме така брзо. Господине Цветанов, истото прашање за вас, како да се докаже кое е решението според вас, за да не биде дека, како што вели Сашка, на крај на денот кучињата да лата карванот да се Видете, врви? факт е дека Република Македонија се наоѓа во длабока социолошка криза. Вредносниот систем е тотално изместен. Имаме неказнивост на криминалот кој што е видлив од една страна, од друга страна имаме апсење затварање на невини луѓе. Медиумите, најголемиот дел од медиумите, односно провладените медиуми, на најбрутален начин сеат лаги и манипулации. Значи работи кои што се надвор од здравиот разум ги гледаме како ги пренесуваат, терат една агресивна пропаганда. Корупцијата си го прави своето.
Имаме 500.000 иселени лица и повеќе од државата за последниве 10 години. Зошто? Затоа што е скршена надежта кај тие луѓе дека нешто воопшто добро може да се случи во државата. И сето ова покажува дека тонеме, односно сме потонати многу длабоко и дека се потребни корените решенија. Она што е најважно и доброто што се случи оваа година, односно и минатата година, е проектот Вистината за Македонија и бомбите, кој што малце ги раздвижи луѓето кои што гледаат со скепса кон одредени работи или беа подлегнати на пропагандата на власта, се уверија во одредени работи, почнаа да се случуваат процеси во позитивна насока, формирање на ново специјално обвинителство, раздвижување на работите, се случува договорот од Пржино, во моментов пак тлее некоја политичка криза, но работите се раздвижени. И сега е моментот секој еден граѓанин да се свести, да размисли дали му е поважно да продолжи во сонот и со розевите наочари да си гледа Сител и Канал 5 и да ужива во привидната идила, тонејки надоле и газејки си ја собствената иднина и на своите деца, или треба да се разбуди и да повлече потек во насока на промена на оваа власт. Значи, апсолутно целосно несогласување со политиките кои што ги води оваа власт, затоа што гледаме дека ја потона целата држава и перспективите на државата и мораме да направиме нешто, значи како граѓани, за да го спречиме тоа, затоа што ако сум бил јас жртва, утре може да биде друг, трет, секој може да биде жртва на овој систем кој што е тотално изместен. Така. Професоре, вие чинам вашето решение лежи во изборите, барем тоа е вашиот став, така? Почетокот на решението. Добро, што друго? Таму има ова се постапки, ова се институции, ова се докази и така натаму, новинарите имаат и така натаму многу битна задача. Меѓутоа, почетокот, затоа што мене ми е секој што прашањето не може само да ги диагностицираме состојбите. И добро, ова се согласувам ова нешто каже тоа се граѓаните се разберат. Нема причина за страв кога стојам зад параван. Не знаат за кого гласам, не знаат за кого гласам. Митови се и легенди дека знаеме све. Вие сте економист, знаете дека све. изборите се математика, професоре. Знам дека изборите се математика, ама знам дека таа математика понекогаш може да има некој експонент кој што не може да го решат овие наши математичари. И на тој се надевам. Пусто. Не друго, да, што да правам друго. Значи, не те знаат како е што правиш зад параванот. Не ми се свиѓа ово од опозиција. Промена е. И него ќе го смениме брзо. И третиот ќе го смениме. И четвртиот. Само промената. Политичари кои заседнуваат, метастазата ја прошируваат, тоа е ко канцер не оперира на време. Ако се оперира на време, имаш можда шанси да се спасиш. Ако го оставиш, сигурно нема да се спасиш. Или ќе мора многу голема после да биде бељат. Затоа е, од тука почнува решението. Зборам за граѓаните, пошто ова емисија јавност. Да зборевме на некоја стручна ефтен дебата, тоа ќе влеземе во овие сите други, али ова за граѓаните тоа е техничка работа. Да не се чувствуваат немоćни и светот го тресат вакви скандали, да. И сега гледате абсурд. Што бегаме од Македонија кога таму нема крадење? Истото е. Само таму не го имаме тој привид, зашто таму е малце подруга платата. Мора секој човек да прифати, ние ова ќе бараме на оваа работа решение. И тоа почнува со ваше барање одговорност од оние кои што биваат јавни овластувања, тоа се политичарите. Нема да биде реално одма, ама ќе стане малце подобро. Па малце подобро. И особено овакви држави мали, навидум личи проблемот потежок е полесен. Полесен. Како, зошто е полесен? Затоа што полесно се контролибилни. Него големи држави. Така да навидум е потешко, но полесно е. И овие мали држави може да бидат да се плаќа да влезеш, а не да живееш во нив. Толку убави. Ама треба ние да ги направиме. Така, зборуваме за една политичко-економска тема. Само мала дигресија од темата, ќе преживее ли Македонија? Што очекувате во таа смисла? Ќе преживее Македонија. А секако може и во контекст да се стави на... Не, видете, Македонија ќе преживее. Ова население е толку под други вакви, онакви имиња, не имиња, уредување и така натаму преживеало толку илјади години, па сега нема да преживее, ќе преживее. И економски? Ќе преживее. Само ќе ја плати цената. Ќе ја плати цената. Дека ќе има осиромашување, ќе има. Дека ќе има стегање на каиш, ќе има. Ќе има. Уште повеќе од ова сега. Ма ова не е ништо. Ќе има. Дека тоа ќе може малце да се пегла, да е еластично, ќе може и тоа, зависи од вештина. Но зашто да не идеме на подобро? Зашто да запрашуваме ќе преживеам ли? 21 век ние сега ќе се прашуваме дали ќе преживееме. Не бе, како подобро да живееме.
Така. Тоа е основното прашање. И уште господинот Мисини завршно, вашето решение, што мислите вие дека е решение? Нормално во контекст на темава и Има 3 поенти кои што треба секој да ги запомни. Едното беше тоа што Сашка на почетокот го спомна. Ние даваме далеку од повеќе од индиции, значи и докази. Но што е поентата? Значи постојат луѓе кои што работат, кои што се на функции и се платени од нас да се занимаваат со тоа. Не сме ние тие кои што треба да бидеме истражни органи. И знаете, кога работам со други луѓе на тема антикорупција и не знам со правни субјекти на тема програма за антикорупција и така натаму, значи луѓето едноставно се посклони да корумпираат некого за да завршат работа, отколку да бидат со интегритет, затоа што според праксата интегритетот не се исплаќа. Што сакам да кажам? Поентата е дека нам ке ни треба уште некое време да добиеме или да произведеме, поточно, политичари кои што ќе имаат стаменост таа професија да ја вратат на нејзиното место. Во Исланд не требаше нови избори за да премиерот даде оставка. Така? така. Предходните два председатели на Америка дадоа оставка за исклучително банални причини. Едниот заради делот докторат што му бил плагиат пред не знам колку години, тој претходно за 250 евра што ги потрошил не знам каде и ги пријавил како службен трошок. Ама, знаете како даваат оставка? После 2 текста во Шпигел. Так. Никој не излегува на улица и не се подразбира дека општеството губи доверба во вас како политичар. Едноставно немам веќе доверба во вас затоа што некој објавил нешто што ве не мора да ве компромитира, ве става вашиот политички интегритет го става под прашање. Вие треба да се тргнете од процедурата. Не знам кога ќе биде тоа. Второ, ова што ние го правиме професионално треба да биде запамтено дека луѓето треба да го користат. Не е тоа за наш бенефит. Јас лично немам политички амбиции. Ова истото сум го правил и кога други биле на власт, и трети и така натаму. Значи да нема дилема кои се моите или нашите мотиви професионални, вакви, онакви и така натаму. И трето, не можете да очекувате дека луѓето, значи ова е најбитната поента, не можете да очекувате дека луѓето кои што го создадоа овој монструозен систем, клептомански, маскоруптивен, за перење пари и така натаму, да бидат дел од решението. Се додека се залажуваме со таа, од било кои мотиви и причини, ние нема да дојдеме до почетокот на решавањето на проблемот. Така. Времето за дебатата истече, ми беше задоволство што бевте мои гости, имаме секако прилика повторно да разговараме на или нова тема. Сашка, тебе ќе те чекаме во студио со најновите информации кога ќе бидат извадени панамските документи за Македонија. Ви благодарам уште еднаш на сите почитувани гледачи. Тоа беше уште едно издание на Клик Плюс. Останете со нас, следуваат вестите на албански јазик, а во 23:15 вестите на македонски јазик. Добра ноќ.